Браво. 12 points, одличен вид, браво. Затоа ми се свига блогот и затоа кај мене на блог ќе сретнете секакви изрази додека тука ќе зборуваме. Добро, ова е интересно. Значи, во суштина, човекот го третираш како човек, да, без разлика какви. Ја исто бев побајаги, ја имам пријатели кои се од африканскиот континент, црнци, кои ги нарекувам чумбиња, ама ја не ги нарекувам само јавно, ја го и викам така, Жан кој го знаеме 100 години овде, кај себе чумбе, ја така комуницирам. А што е за афроамериканецот тој ни ја донесе сидата со фудбал во Македонија. Мислам, поентата е утната, џабе како ќе го кажеш, формата е... Па токму тоа што го правевме муабетот, да излеза, ајде да речеме, ако е алтернативен медиум блогов, што не се сложувам, моментално може е алтернативен, ја не мислам дека треба да остане underground. Оти многу погрешни има работи. Се сваќа како underground, демек ние некоја скриена ваму толпа, не дека е underground. Скриена толпа на луѓе и сега си комуницираме меѓу себе, па може и со пцовски скриена толпа. Вие излеговте, да, доискажи сајде. А конкретно за Мече Тушко. Јас мислам дека Мече Тушко, тоа ти беше и прашањето. Многу сгреши што го затвори блогот. Боже мој, го повикал некој новинар, па што, етаблиран медиум е, например, Време, зошто да не биде блогов негов етаблиран медиум? Тоа викам дека кој, например, имаше Мече Тушко, е почитано зашто тиражот. Тој сгреши, јас му реков, ако дозволи ти ова тебе да те повреди, ти не заслужуваш да имаш блог. Интересира една работа. Сите кога влегуваме со честни исклучоци, нели ја не може да се кријам зад некој ник. Ја имам емисија и го ставив блогот, и ја знаете со кого го комуницирате и по лик и по име. Но сите кога доаѓате на некој начин, тргнуваме со некој аватар. Ние сме на почеток, да. Имаш една многу убава слика, дај ми го маусот. Една многу убава, да, Фемгерила, твоја цртеж, дизајнот и така натаму. ВБВ има еден минимализам интересен. Рибаро има весникарски. Да, Рибаро има еден матрикс пристап. Сето тоа за секого збори на некој начин. Но еве излеговте, вие покажавте, прво да кажам да стварно е голема храброст и доблест да се појавиш по име и по презиме. Пушти ме сега, пушти ме која мелам. Оставе да го доврша мајварот, па ти за пршката. Голема доблест и храброст по мене да се појавите. Значи, прво тоа сега дава исклучителна тежина на сето она што порано сте го правили. Вие го верификувате дека зад тоа стои личност, бидејќи сега кога ќе ве запознат, сигурно поинаку ќе ве перцепират. И на подобро, и на полошо. Но, кажете ми една работа. Тргнавте анонимно, веќе сте нели, јавни. Што мислите, добро ли е тоа идење со аватар, незнаење кој е од другата страна, иако е нели право, но значи нема да збориме на нарушување да се бара и така натаму. Но баш понекогаш луѓето изнесуваат, знаат да изнесат криминални ставови, знаат да обвинат некого тешки и така натаму. Ја имав ситуација каде што се збореше за моите деца, што веќе идеше, знаеш, вулгаризам. Не вулгарно, тоа е веќе моите деца ги читаат блоговите. И сега некој ќе дојде до некоја ситуација и ќе му рече, не знам, ја не сум тој или ти си од дом. Знаеш, и таква работа, тоа е веќе страшно. И ја таа личност ќе ја најдам ако тргнам преку судски процеси. Ова е, значи, крајност зборам. Но, чисто мислам, ваше мислење. Дали е подобро да знаете кого имате од другата страна или ви е окей, вака што комуницирате со луѓе кои не знаете кои се, но чисто со нивните ставови се расправате? Дали сакаш да знаеш кој е другата страна? Не, тоа се многу интересни идентитетни игри. На крајот на краиштата никој не е крајно анонимен. Сам кажа, ако сакаш ќе го најдеш, после секој стои некоја IP адреса, за мене тоа ми е хаос, али знам дека има нешто ќе те фатат. Така што никој не е. Тоа беше многу интересна тема која што ме интересираше, има многу и пишувано на таа тема, односно колку сме ние анонимни. И сајбер феминизмот се занимава со оваа проблематика, колку сме нели ние, дали влегуваш со тело, со пол, род и така натаму. Ама на крајот на краиштата никој не е анонимен, дури ни во таа нетутопија. Значи, али постојат интересни идентитетни игри кои што можеме да ги играме.
според тебе немаш конкретен став, дали би сакала да видиш слика, име и презиме, подпишан автор, со тој и тој си имаш работа, немаш никаков проблем. Не, интересни ми тие, мислам тие идентитетни игри, и иако почитувам кога некој ќе излезе со име и презиме, не со слика. Не знам, што знам, еден ми изнервирам, би се, кој знаеш, го најдов слика, одма, купач. Да, бе, овој. Греота. Да, не бе, нема се замера. Човек, некако... Што за игра искрено во тебе? Дали некој... Пресол, нешто се... Абе, тука... Ништо сменив. Не знам дали имаше право да ги објавиш. Нека се дискаше да го чуjem. Идентитетните игри. Тоа што вели. Сам знаеш, онака, се препуцаваш ваму таму, мислиш, кој знаеш шо нешто тука, колку е популарен агентури, што ти ја знам нешто. И на крај го гледаш, нека, добро, нема шо да прави, абе, нема смисла од кај. Кај знаеш, можда нешто не му е уреду. Му е тешко, па бара медиум да... Јане? Јас не знам да кажам за ова прашање. Сам има работи во светот на мојот став е тој. Сум имал ситуација да го знам кој е човек, кој мислам позната јавна личност, многу ми било лесно да го нападнам. А од друга страна, јас на мојот блог имам и слика, само ако да не ми го гради, например, темплејтот не е тука, туку кој ќе кликнеш на едно дугме. Па мислам тоа е тоа. Мислам не ми е убаво, сега јас одам релоудит и сега моја слика таму од свадба, да речи. Кажете ми, тоа е големи опешки имате, стварно интернетот и работата со компјутери стварно инспирира човек. Ја у живот последниве 5 години не сум напишал толку многу за цел живот колку за последниве 5 години. И мислам дека е тоа едно позитивен тренд, бидејќи ја буди креативноста, макар и за банални работи, кога пишеш, се трудиш да срочиш реченица литературна, ваква или таква, тоа е веќе креативна работа. Кажи ми, дали имате некакви амбиции? Ирена, ти ми рече дека си работела во медиум, имаш некој искуство, гледам и елоквентно си, гледам како ги срочуваш речениците, а ми се потврдува сето тоа што сум го читал кај тебе. Си била и активист во NGO, што значи си комуницирала со сериозни материјали и доста ти се познати работите. Кои се твоите амбиции? Блогот ќе ти постои, сакаш да прерасне во веб страна, што сакаш да дали имаш некоја амбиција овој блог нешто да произведе од тебе, да биде отскочна даска? Па да, мислам, не во смисла на cyberspace, значи Така. Технолошки сум необразована за повеќе од блог, не би можела да водам. Меѓутоа, блогот на некој начин е сиви. И во последно време сите работи кои сум ги добивала преку блогот. Од блог ќе ме најдат, па ќе ме викнат, ќе ми понудат работно место, ќе влезам, ќе излезам и така натаму. Што значи дека блогот некогаш е сериозна работа, тоа е како сиви, меѓутоа е излезање меѓу другото. Не, страшно е ако почнеш да го живееш После блогот. емисијава сигурно ќе добиеш покани разноразни за работа, но ја ти препорачувам со Вангел заедно да идеш таму. Не, да те брани. Јас сум странен човек. Како машка страна, сепак Ирена е атрактивна во секој случај. Ќе добиеш сигурно. Јас се надевам дека добра покана ќе добиеш и негдека да се етаблира, бидејќи убаво би било, убаво беше кога неколку блогери пишуваа за вестници и така натаму, и кога блогерите ќе се појават во медиум, дава тежина, не само заради вас лично, заради вашето его, туку заради сите ние кои ги представуваме. Као заратена страна. Како рече? Ги признаа као завојувана страна. Демек не е тоа, таму него. медиум потенцијални, тоа е. Тоа беше ама кратко. Потенцијална, доискажи се, не разбра гледачите. Потенцијална опасност. Значи, за вистината да се... каква потенцијална опасност, мислиш? Не. Према кого? Не, ти го викаш тоа. Ја реков потенцијал. Потенцијал у смисла ете творечки, новинарски и така натаму. Ти рече потенцијална опасност. Не. Ја го реков во смисла потенцијална тоа опасност може за да се на етаблираното новинарство кое често пати се согласуваме дека е диригирано. Да. Добро. Интересно е кога ќе се опрештиш, имаш интересно смеење. Добро е кога си опуштен. Кажи ми, значи, етаблираното новинарство кое често диригувано, често
новинарите јадат ќотек од своите уредници со палка по глава, вие им доаѓате и им го загрозувате просторот, бидејќи он ќе пише едно, и се појавува една сосема друга страна. Може би, ако тој што го бива, или таа, мора се политичко одговорност, или таа, и жените, ти текна Монти Пајтон. Како беше, јас сум сега, ќе ме викате како беше... Лорета, браво! Леле, ќе ме пати хистерија, кај ме подсети на Монти Пајтон. Леле, крај на муавето. Кој го тераше деклинација, деклинацијата на Зиткова, вика, како се декламира Романов? You lucky bastard. You lucky bastard. Што ми беше? Може би ги платиле таму агентури да едноставно да оштвицата да ја отупат. Од кај знаеш? Така. Не, озбилно. Како тоа... Ај, добро, не е битно. Добро. Не, имам конкретен пример, али? Добро, ако кажи го се, тоа е. Не може. Добро, оти да не може. Например, ми е интересно. Зошто да не може? Сметаш оти на блок да може. Чекај. А овде да не може. Многу е специфична причата. Јас сум на локална телевизија. Вака, така, затоа што сум секоја вечера и малце сум... Не слушам? Те слушам одлично, што имаш проблем те гледам цело време. Се не знам. Имаш мачка дома? ова ствар. Не, од друго. Добро. Од куќа. Кај ми беше сега мислата? Локална телевизија. Локална телевизија сум, така? Верувајте дека ја понекогаш можам и да ги контролирам, не секогаш, да видам, например, да имам инструирани јавувања, инструирани пораки од еден телефон, 40 различни, од еден мобилен, 40 различни пораки, кои вечерта он прави, 40 не е малце, и добиваш јавно мнение. И сега ја ќе речам, некој кој ни тоа го користи, бе, доста ти со параноја. Не е параноја, затоа што доказот го имам. Мене не ми е далеку од думот дека токму некој за да предизвика одредена ситуација и така натаму, дека партиите или структури некои кои треба да постигнат некаква агенда на ширење на дезинформација или што, ќе го користат и блогот, како ќе расте и ќе се развива. Да, па веќе го користат. Ги знаеме. Добро. У која смисла го користат, кажи ми? Се пишуват што сакаат. Ќе соврачам Мартенсов ќе го гаѓам од тука. Добро, ќе ми кажеш у ПВ-та за кого се работи? Зошто привилегиран сад? Не, добро, оф камера, може би не сакаш пред камера. Девре не е до толку... Ама што да гледате дага? Не гледам. Тоа е право ти. Ти знаеш зашто збори? Не, ја не го разбирам. Ја не знам. Затоа сакам да... Ајде, после, не е битно. После со две пива све ќе ни кажеш. Сакаш пиво? Не. Ти се пали цигара? Цигара, да. Не смееш пред телевизија? Ја ти реков дека не смееш. Аха. Значи... Пали? Не. Кажете ми, прашање ова. Кажи ми, завршуваме при крај. Знаете ли колку разговараме? Дали имате представа? Не. Се виде долго мене. Мене не. Тоа значи не ти било пријатно. Не се. 2 часа разговараме. Ете, никотинска криза, знам точно колку... Не знаем, во 5 минути што би зборнува... Знаеш што ми се... мене увек ми се дешаваат бакстузи. Нон-стоп. Сега, може... Немој со таа теза. Молим те. Извини, знам, ќе те пребек сечам вечера. Ти ја знам тезата? Не. Сакам ова да Грена ме фати пред да дојам. Сакам да чуем ова од тебе. Твоите амбиции. Дали блогов те осоколи дека те бива у новинарство, те бива за музички уредник, те бива за архивар, не знам. Дали ти осеќаш дека можеш некаков апгрейд да направиш, да ќе продолжиш со овој блог? Дали ти због ти се веќе? Па тука доаѓаме до едно прашање. Ти тргаш од тоа дека јас сум направил блог затоа што тоа сум сакал. Блогот е одраз на тоа што си ти. Немало друго што да се прави. Зашто тргувате од преконцепција? Не, извини. Дека човек прави оно што сака. Не, него оно што може. Не е точно. Дали можеш да држиш мотика во рака? Да. Готово, крај на муавето. Ама не. Од можностите, озбилно ти кажем. Не, кога
Јас сакам Однемајка- со друго да се бавам. Така, од немајка да ти е ова. Озбилно. А тоа многу е често. Објаснив зашто. Првите постои ви текнува без везе бе, онак. Тоа е, немало друго, у сопче седиш И правеше журки. и журки прави. Ама најпосетени журки. Дома Драго, кога многу правиш- ми е драго, јас се заблагодарувам на сите што доаѓаат. дома си правил журки? Како не? Биле така И од посетени? странство доаѓале и што е лудница. Меѓутоа, за жал, во последниве години Многу сум среќен што се Друштво запознав избега. во живо. Ама не само за тебе, и тебе Јане, прекрасни Па, личности се. мене ми е драго требаше да те Сите запознам. комплимент, сите ви давам комплименти. Кажи ми за твоите амбиции за ова што го работиш. Добро, јас конкретно, јас си се најдов некако тука кај блогот. Сега Уживаш во тоа што го да, правите? си уживам, бидејќи можам се да си кажам што порано не сум можел тоа да го кажам. И очигледно дека блого прераснува веќе во нешто повисоко. Во Голема нешто придобивка е. Мислам, сега На имаме народите и народности. веќе имаме со еден технички подкован мој другар покрај другото исто блогер, имаме и вебсайт. Веќе е бета верзија. Еве го вебсајтот, да му го Уште е изрекламираме. бета верзија, што мислам .net.mk. да. Што ќе биде овој вебсајт? Тој Да, вебсајт го треба немаме. да ги- Чекај да го напишам јас. Ајде. Тој живее некаде Говори. околу 2 недели, уште е бета верзија и мислам дека да ги рестуриме стереотипите на нашиве портали. Тие буквално се портали, пренесува информации од ископани од дик или од нешто друго. Имам сакам да го надминам блогот, во смисла технички не ми ги дозволува тие работи што можам да ги направам на Сакаш да вебсайт. принесуваш информации, да линкаш. Тоа е само еден сегмент што сега го фураме дури е бета верзија. Нашиот став е да пренесуваме она што го имам јас на блог, да можам да го кажам и таму, како појавен некој медиум. А што е тоа што не ти го дозволува Техничките блогот? можности на блогот, без разлика дали е на блогерај Се ограничени, или така. на другите се ограничени, што самиот по себе си прераснува во сајт. Дали ти сакаш можеш тука да гледаш или на Да, големо, да. во секој случај. Тука ти- имам- кај да ти там ти ништо нема да видиш. Орете. Вањел, добро. Намерно е оставено ударното место горе да биде процедуралното, тоа се коментари од уредниците на сајтот, на top.net.mk. Добро. После имаме блог пост препорака, без разлика дали од македонска блогосфера, од јас сега претежно се ориентирав на блогосферава општо. Генерално само кратко да не звучи. И дури после имам оние буквално за портал што се работи, занимливости и така. Тоа е тоа, мислам, не ти дозволува блого едно време сам ти бара да прерасне во нешто повисоко. Јас рибаро, тој никогаш нема да умри, барем јас така претпоставувам. Нема? Не. Добро, Ја фала мислам Богу. Тоа е тоа. Добро, се во ова навистина звучи многу интересно и кажете ми, колку би сакале да видите во наредната емисија за месец дена, овдека, и да го чуете неговите мислења? Ајде, Ајде, кажете ви да Елвис. ајде, размислиме. добро? Кој има нешто? Елвис. Еве размислите. Елвис. Кој е Елвис? Прислив. А, Елвис Пресли да видиш. Има ли блог? Ја те прашувам од блог. Па не Ама знам. аватар изгледа корисно, да има блог. Види, да е блогер и да е облечен кој Елвис, ти немаш проблем. Зулуф и као твоите и Ај, така знам натаму. кој е Роксана. Не, Добро, Роксана би сакала да ја видам. добро. Ти? Ама не е изводливо. Да кажем ради ред. Ради реда. Добро, не мора да кажеш, окей. Има Не, авангарда, ама не може. Добро, чисто е протоколарно прашањево, не е обврзувачко. Да, добро. Ни за вас, ни за... А реално ако збориме, Да? па како да кажеш да не бидеш Погрешно сватен или некој да... Непристрасен. Да се не Добро. би фаворизираш некој, ако јас не можам да кажам, мислам конкретно Не, некој. ја имам конкретно... Знам кој не би сакал да го видам, например. Оти знам што ќе каже. Кој не би сакал да го види? Илиса Воцевски не би сакал да го видам овде на емисија, бидејќи има доволно издвоено простор по медиумите. И знам што ќе каже. Мислам, тоа е реално. А блогер, мислам, така истаса до тоа место кај што е. Така. Има и други блогери, јас спомна Роксана. Роксана јас не ја сметам како за блогер, бидејќи има 2 или 3 поста, тоа е коментатор. Како коментатор, да. Сам- Добро, за тоа ми е интересно. Тоа е тоа.
Таа интересна е премногу да уживаш во коментарите нејзини. Ама, мислам, нејзиниот збор нема тежина. Убаво е да си се надоврзниш ти на некоја тема, да коментираш, но да потегнеш ти некоја тема е многу потешко. Секако. Добро, ја ви благодарам за учеството во вечерашна емисија. Не ми беше лесно мене, искрено да ви кажам. Ја имав посебна трема. Сепак сте луѓе кои бараат посебно внимание. Обично луѓе кои ќе ми дојдат овдека во емисија, тие се подготвени маестрално, дали тоа министер, знаеш, они дали е тоа артисти и така натаму спремен, со сите одговори во глава и така натаму, додека со вас е една ситуација, вие бевте многу возбудени, имавте трема, една позитивна адреналин раш и бевте многу искрени вечерва, не се трудевте да бидете претерано и така натаму коректни, што е убаво и да ви го чуеме она што го размислувате. Јас мислам дека дел од гледачите нема да се уште не има јасно што овдека се збореше и кој беше, но тоа е веќе нивни проблем и ја ви барал, инсистирам да еволуираат, бидејќи за мене веќе нема оправдание ни дедо од 60 години да не знае да уклучи да компјутер и да кликне на име. Тоа е мојата борба, која водам уште од 103. Ви давам за завршен збор ако имате нешто да кажете и да се заблагодарам да ја затвориме емисијата. Ја ги прескувам од цигаретите. Ја имам две работи. Едно фала за киселата вода. Во секој. Добро. Не. Кажа, во секој случај фала. Кажи. Па може оглас да даде. Кажи слободно, продаш гитара? Продам. Пусти ми не ја продаде. Па не, ама тој другарот што продаваше лескол копија, продаде со појачало и све. И со зум процесор. Ама ти ова го продаваш, ја стварно не знам од кога. Чекај, не е толку многу, ради летни одмори не се одржи. Ерин, доста хистеријата. Ама не, сакаме да беше зијаме нови, знаеш. Каде беше? Вози. Воза. Поевтини компјутери, апдейт. Оглас распродаја. Тоа се продаде. Тој лесно добра понуда, 250 евра. Како продава гитара? Джабе. А ова? И тоа у пакет со тоа горе. Добро, а што тоа не? у пакет, тоа е зум процесор. Што не е продадено? Вака сега, тој другарот зема нов мотор Ямаха, а овој стариот го шитка. 200 евра. Телефон 075594494. Тоа е НСУ претис од 1964 година. Раритет. НСУ? НСУ претис. 75. Чешки. Ретро. Да. Не, Сараево. Колку го дава ова? 200. 200 евра? Да. А работи? Не знам, види. Не знам, не се разбирам. Он Ямаха имал онака асално и сега шоке ме текне. Сега. Како си го искористи многу ти да си шипнеш и гита? Колку корисна Не, за работа. другарот ми е пред се. Да, добро, да му го шипнеме моторот. Да. Толку ли му гори за 200 евра? Па ќе се оберам ја од негде, ќе најдам за тие. Али сакам да се ослободи. Да, добро. Има Ямаха, асално, не вози некад. Ја имам поделени мислења за мотори. Така. Не, има и добри, све има и лоши загадување. Стварно, што сега загадува, што тоа нафтени корпорации лапаат ствари тука, нафта може. Така, а од друга страна, стварно е филинг, мада ја не возам, која ме устава е филинг. Значи, никотинска криза. Ја не. Луѓе, отварајте блогови. Мислам, да видите нешто различно, нешто појче, да можете да си го кажете тоа, ако наместо да и се развикате на жената дома, отвори блог, човече. Отро! Не биди презасите Нема да на панеш донашните тие. Се ова се задире од тебе. Не задира И ако може една реклама, отварајте и топ.нет, макар да имам и јас некој чарбар ме дома што го лупетам една година и пол. Да те линка. И тоа рейтинг, како идеше тоа? Тоа не знам. Да те линка. Добро, линка и не има некои топ листи на Еве, ја ќе те линкам. Што, немам проблем, ти линка ми си мене одамна. Па ја треба. Ирена Цветковиќ, Вангел Башевски, Јане Ѓорѓиевски, алијас Фем Гирила, ВБВ Рибаро, благодарам за учеството во емисија. Почитувани гледачи, сите вие што имавте храброст, доблест да го следите и
уживате во ова, ја ви честитам. Се гледаме во понеделник, лека ноќ и пријатно заврши емисијата. Пристигна новата припейд мобилна телефонија Frog со SIM картичка за само 190 денари и дури 2000 денари бесплатен разговор. Сега зборувај за џабе. Frog едноставно и ефтино. Плюс единствено со Frog добиваш 2 SIM картички за само 290 денари. Сок на кој ништо не му одземавме и ништо не му додадовме. Јафа 100%. Овошје во чаша. Со SMS до Мерцедес. Учествувај во новата наградна игра на Космофон. На секој 2 часа можеш да добиеш SIM картичка со бесплатно време за разговор, а секој ден Космокарт припейд пакет со Nokia 6080. А на крајот на излекувањето можеби ќе возиш нов Мерцедес Б класа. Испрати SMS со содржина Космо на 1441. Космофон. Мастеркард на Комерцијална банка ве кани на вечер со човекот чие име не трпи ама баш никакви епитети. Господинот Дейвид Силвијан. 13 октомври Универзална сала, 21 часот. Генерален спонзор Комерцијална банка АД Скопје. Генерален покровител Тојота. Влезниците по промотивна цена се веќе во продажба во Југотон, Чув и на касата на Универзална сала. Дейвид Силвијан во Скопје. Сега, па кој знае кога пак.